sam rekao nikad glasno, i možda sada za sve je kasno. Samo sa tobom ljubav sam hteo, za život ceo, svete moj. A sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me. Nije bilo lako, ne ostavljaj me samog sada tako. Znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni do kog nije mi ovako stalo. Možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me. Nije bilo lako, ne ostavljaj me samog sada tako. Znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni do kog nije mi ovako stalo. Možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Dobar ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е повод едно големо злосторничко здружување кое што врти повеќе од една деценија околу Владо Павлов и кое има една посебна цел, а неговата цел во спрега со ова пара влада, јас би рекол пара влада на Цинци Легија ди Рома и нивните наследници денес, Дзикови и Накови, кои што имаат бракови меѓусебно, познати како влашко лоби. Зошто го велам ова? Затоа што ќе ви објавам само една активност што се случуваше во еден локалитет во Кочанско и која беше целта со нивното уништување за него, а со тоа самите ќе утврдите во близина на тој локалитет и во близина со моите докази дека тоа е Пајонската гробишта, многу споменувана од големиот Паско Кузман, зло и непријател број 1 на Македонија,
и тогаш и денес, па заедно сакам да го повикаме да ги види овие артефакти, а вие заедно со Владо Павлов во иднина да покренете иницијатива, па ако треба и протести, да ги бараме од Музеот на Република Македонија овие артефакти кои што сега ќе ви ги објавам, затоа што нешто што во почетокот служило како промоција на вистината поврзана со синот на Клеопатра VII, Цезарион, Емануел, и неговата титула Исус Христос, просветлениот со божественото знаење, се одвивала во катакомби. Тоа значи дека во првите 300 години символот е риба. Тоа значи дека во првите 1000 години после синот на Клеопатра VII, ова вистина се ширила во катакомбите ширум Република денешна Македонија. Затоа и првите манастири и цркви потекнуваат од Балканот, посебно од Македонија, кои што започнуваат да се градат од 11-тиот, 12-тиот, и абстиненцијата која што трае 1000 години не е била случајна. Во 1863 година, ова е мое писание кое што ќе го испратам до Дзикови Накови, кои што преку инцест до ден денес прават мешовити бракови и сметаат на Македонија, и сите оние кои што го прават идентично како поклоници на Цинци Легија ди Рома, оние кои што знаат вистината за Исус, каде што до ден денес спроведуваат големи хајки, спроведуваат уништување на сите оние кои што имат поколение од Клеопатра VII и претходно од Филип и Александар, преку центарот на Ватикан, кој што денес го носи името Опус Деј, а центар на Балканот на Опус Деј е Јован Бигорски, и големиот ваш Бог, кој што вие го направивте пред очите на мојот Бог Поп Зоки. Во 1863 година Македоно-романскиот комитет го проширил своето членство со личности од романскиот политички и културен живот. Во комитетот сега членувале и етнички романци: Кристијан Тел, Чежар Болијак, Константин Александру Росети, чие влијание веќе се чувствувало и во Македонија, а апелот од 1863 година е упатен до властите во Македонија, Тесалија, Епир, Албанија и Грција. Во апелот, слушайте ме внимателно, македонци, во апелот се укажува дека властите се дел од романскиот народ, кој е дел од големата римска нација, и доказ дека потекнуваат од Цинци Легија ди Рома, и доказ дека се римјани, и доказ дека се наши полубраќа. Потенцирајќи ја духовната подчинетост на влашкиот народ кон грчката обоената патриаршија, членовите на комитетот пишуваат: вие, браќа, во црквата слушате тук јазик, во вашата дејност користите странски јазици, во јавност зборувате туѓински јазик, а вашиот јазик го зафрливте во некоја ќоше, како да ви е срам од него. Го задржавте само за жените и децата дома. Време е да излезете од ова летаргија. Дали ова комунике од 1863 година дури денес се спроведува од влашкото лоби кој што е наследник на Цинци Легија ди Рома, посебно од оние кои што се меѓусебно, кои што имаат меѓусебни бракови, а се крвно поврзани како Дзикови и Накови,
каде што во едно мое видео ви кажав дека нивното населување во Македонија од денешна територија на Грција е направено во Кочанско село Врбица, каде што дзикови формираат бугарско мало, а накови влашко мало. Дали во овај апел, кој што е од 1863 година денес се спроведува, е упатен за обединување на сите власти во Македонија, Тесалија, Епир, Албанија и Грција? Дали од овде ќе го најдете вистинскиот виновник на промена на името Македонија преку за влашкото лоби во СДС и бойкотирам влашкото лоби во ДПНЕ? Одлучите сами вие, македонци мои. Во ова мое видео, покрај актерите на уништувањето на Владо Павлов и на оно што се прави се против Македонија од страна на големото влашко лоби, кое што се ставило во улога на Бог, во улога на светец и верува дека тоа може, кој сака да уништува, кој сака да убива, на кого сака да му уништуваат бракови. Денеска е заклучно завршено со никакво нивно потомство. Или нивното потомство денес не постои, или е уништено, кој е на дрога, кој е на коцкање, кој е не знам на што ли не. И ова е кармата која што се спроведува кон сите нив од Бог, како карма една за секогаш. Да сватат дека е дојдено времето да ја објавиме сите заедно вистината. И ние македонците, и нашите полубраќа власи, кои што потекнуваат од Тоскана, Италија. Уште еднаш, апелот укажува дека власите се дел од романскиот народ, кој е дел од големата римска нација. Поздрав и за адвокатот на Побзоки, Јанаки, големиот адвокат, кој што не сакаше да прифати, а има зашто да прифати бесплатни адвокатски услуги на родителите на починатата во последниот случај што се случи, а сите вие сте сведоци. Бога ми треба да ни каже Јанаки, како влах, зошто не прифати да даде бесплатни услуги на родителите на починатата од лице кое што е наркодилер, од лице кое што го прави сето тоа во интерес на некои други сваќања, во интерес на некои работи кои што денес ви се познати на сите вас, а Владо Павлов 2 децении уназад ви ги споменува дека дојдено е времето за воскреснување на Македонија и овај македонизам би значил откажување на дрога, откажување на наркодилерство, затоа што младината, талкајки по улиците, дојде до наркодилерите, а не до вистината која што ја криеме сите ние од нашите деца. Дали и понатаму ќе премолчуваме или не, останува на сите нас. Но да дојдеме до она што ние денеска треба да го представиме, а тоа е следново. Паско Кузман, влашко лоби кој што има за цел на вистината од Пајонија или Паонија да изгради лажната Византија, каде што сите овие артефакти кои што денеска ќе ви ги представам се украдени. Артефакти од пајонската гробишта, артефакти кои што Цинци Легија ди Рома, за да спроведе создавање на голема Византија или голема Влахија, каде што ќе го погази својот брат, македонецот, затоа што нивната цел никој не ја дознавте до ден денес. Се додека постои цел ке влашкото лоби и нивното его и патење од комплекс на секој влах во Македонија, дека треба да биде на работно место за да го молат
Македонија ќе исчезне, а и ниту еден влах нема да постои. Помнете и не заборавајте. Зошто? Затоа што тие уживат да некој ги моли, да некој треба да им отчитува молитви и затоа се секаде на секое работно место поставени. Во МВР, во судство, во обвинителство. Дали верувате дека моментално денес преку 90% адвокати се власи? Дали верувате дека преку 90% се обвинители и суди и власи? Каде сте, македонци? Каде бевте? Каде отидовте? Но раздорот кај влашкото лоби ќе дојде однатре. Ќе дојде од потиснувањето и на властите кои што имаат мешана крв со македонците, за кои што била влашката крв во опасност да исчезне, па во 80-тите години морала да почне да се меша со македонската крв на некој начин, и јас потекнувам од една ваква мешана крв на власи и македонци. И не кријам, и никогаш не сум сакал да кријам, иако ми смејуваа како на чеватина бурек, дека јас сум бил влах од лица кои што цел живот живеат на товарот на македонците, од лица кои што одат од куќа на куќа да прават раздор, да уништуваат, за да тие земат еден тендер повеќе. Но раздорот ќе дојде внатре во влашкото лоби од оние власи кои што исто како македонците ги толерира влашкото лоби, наследник на Цинци, Легија ди Рома. А што е тоа? Тоа е она што јас ви го велам. Дека тие треба да бидат на одредено место секаде и дека тие треба секогаш некој да ги моли, за да тие утре уценуваат или било што друго прават. Од овде го прашувам влашкото лоби. Го прашувам Паско Кузман како нивен член. Каде е овој златен прстен? Најстар од ваков вид, каде што го представува двоглавиот орел, или каде што го представува пламенот, тоест браќата близнаци Кастор и Полукс, или во христијанството Михаил и Гаврил. Вашко лоби и вашиот член Паско Кузман, кој учествува покрај Ванчо Деликатес и Мијалкови во ова разнебитување кон Владо Павлов, ти си третиот лик со влашкото лоби, Паско Кузман, кој учествуваш во ова злосторничко здружување против Владо Павлов, а се со една цел да се сокрие вистината за македонизамот, да се сокрие вистината за македониката, затоа што вие не можете утре да ја создадете голема Византија, тоест голема Влахија, на територија, на земја каде што живеел и творел народ заедно со Филип и го носела името Филипова Македонија, а денес цел Балкан. Каде е овај златен прстен, пронајден во Кочанско, и аргумент и доказ дека христијанството се ширило во катакомби, затоа што под Пајонската гробишта во Кочанско постои голема катакомба. Ова е за оние другите кои што ги испраќа влашкото лоби и пишуваат статуси и бараат докази, ако ги им дадете докази ќе бегаат. Еве, еден од доказите. Паско Кузман, каде е овај златен прстен, најстар од ваков вид на територија на земјата или на територија на земјината сфера? Затоа што за мене земјата е рамна, не е кружна. Ова е доказ и аргумент за вистината на двоглавиот орел, од каде потекнува, чиф е и што означува. Уште еднаш, влашко лоби, вие кои што го угнетувате
македонскиот народ и собствениот народ од влашка популација кој што имаат мешана крв со македонците и нема инцест како вас, дзикови и накови, ве прашува Владо Павлов за тој што сте се здружиле цела армија на злосторници. Каде е овај златен прстен кој што ја докажува вистината за најстар доказ пронајден и поврзан со двоглавиот орел? Ако немаме одговор, како што до ден денес немаме одговор за калаусот и патоказот до светилиштето Дион, од последните протести што ги правихме пред УВР Кочани, ќе започнеме со нови протести. Како за цвеќето на животот, така и за овие артефакти украдени од Паско Кузман и влашкото лоби и однесени во непознат правец. Затоа што друг начин немаме. И тој протест ќе го наречеме љубов, каде што ќе одржуваме трибини во секое село, во секој град и без разлика на политичка определеност и религиозна определеност. Без разлика дали сме македонци, власи, турци, роми, ќе ја кажуваме вистината на сите. Затоа што Владо Павлов е космополит. И сите ние сме браќа и сестри. И сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода. И сите ние потекнуваме од еден татко, прататко на сите нас. И никогаш нема да бидам зол како мешаната крв на дзикови и накови кој што денес исчезнува. И нема потомство здраво и чисто. И уште кармата не може да ја сватат од Бог. Дзикови и накови. И сите онија кои што изиграваат масони со бели ракавици во Палас Александар, во домот на Александар. Македонизамот воскреснува, дзикови и накови. Колку и да правите вакви злосторнички дружувања, колку и да угнетувате, колку и да правите се што сте поврзале и што правите пара влада, вашата пара влада, која што владее сиве овие години, милениуми, веќе умира. Не постои пара влада повеќе, бидејќи и самиот тутур чаја на вашето влашко лоби Штерионаков не знае каде е и треба да му се помогне. А камоли повторно да носе удесарет Охрид и да дава пари на секој лидер на политичка партија, како тоа што го правеше во минатото. И затоа за вас нема СДС и ДПНЕ. За вас нема ДУИ и ВРЕМ или било кој. Вие сте татко биле на сите политички партии. Од времето на Киро Глигоров Таушанов и денес на вашиот папа Бранко Црвенковски. Да има како за било што и 2000 години ќе го држите uz замрзнувач и раката само ќе му оставите надвор од замрзнувачот да му ја бацувате како папа. Но се има свој крај и свој почеток. Затоа ве прашувам уште еднаш, каде е овај крунисан доказ за царството на пајонците, кој што вие сакате да си го вметнете за ваше ново царство голема Влахија и символот на Византија кој што никогаш не постоела, а е символ на древното пајонско царство двоглавиот орел од локалитетот Црквиште во Кочанско. Уште еден доказ и аргумент на пајонска царица. Погледнете ги нашите пајонски царици, каде што денес некој сака да ги имплементира како влашки царици.
Погледнете ова символика на пајонизамот, кој што некој го умира и на него сака да создаде влахија. Погледнете ги овие кристали од месечев камен, од смарак и штолине. Колку биле умни пајонските царици. И затоа ќе го прашаме повторно Паско Кузман и влашкото лоби на Балканот, не само во Македонија. Каде е овој накид на пајонска царица однесен? Дали е во музеот на Република Македонија? Прашајте го Паско Кузман, ако не, ние ќе го прашаме со наши протести пред музеот на Македонија, затоа што дојдено е времето за сето оно што се прави против нас, како македонци, да не угнетуваат, да не уништуваат и на една вистина да градат друга лажна вистина, поради кој што и Кочани го направија швајцарско сирење, поради кој што и овие олигарси се градат стамбени комплекси над локалитети, над гробишти и што ли не под капата на Ванчо Деликатес од едната страна, а од другата страна под капата на Сашо Мијалков. И затоа кажав, започнувам, третил во Виран е Паско Кузман, а потоа ќе започнеме со судии, со извршители, со јавни обвинители, со лица од МВР Кочани, со лица од МВР, со лица, нотари, со адвокати, мој и на другата страна. Сите со име и презиме ќе ви бидат представени, за да дознаете која е целта и зошто Владо Павлов некој има за цел да го уништи. Ама Бога ми, како што гледаме, тој на кого му се тресат фармерките, многу добро знаел зошто го прави тоа. Многу добро знаел зошто треба да се иницира семејно насилство, подпомогнати од Крсто Муковски Кочански, за да дојдат до нивната цел, нивната неостварена цел уште од времето на покојниот, а ваш голем бог Ниче Димовски, кој што јавно кажуваше да почивам во мир, кој што јавно кажуваше дека ќе плати 30 доктори да ме направил ненормален. Нема разлика од Ниче и денес од сето ова што го прави влачкото лоби и ова злосторничко дружување против вистината за Македонија и против Владо Павлов. Паско Кузман, уште еден доказ за македонштината, уште еден доказ за Ематеја, која што е најстарото име на Македонија. Уште еден доказ за нешто што е поврзано со вистината за Ематеја. Каде е овај прстен? Уште еден прстен кој што го символизира крстот. Уште еден прстен кој што ни покажува вистината за етерот, за четирите страни на светот и централната земја, која што е земја на етерот и дава живот на целата земја. И вистината и доказот за крстот е символиката на етерот и четирите елементи кои што се врзани со него. Какво ведимче прекрастување на сончеви зраци и правење на X буквата? Какви глупости трескате, читате, а не дочитате? Символот на крстот го обележува и обележува вистината за етерот и древните македонски цареви кои што е знаеле ова тајна. И затоа Исус наводно во Библијата е распнат на крст, е распнат на вистината на македонците, кои што имале тајната на етерот и кои што го знаеле и го почитувале како главно божество и го представувале како светлина. Тоа е символот на крст. Четирите страни на светот и четирите елементи кои што се поврзани со етерот. Какво прекрашување, бре, Димче Велешки, и ти кој што денеска после 20 години ми кажуваш за пирамиди, прекрашување на два снопа и правење на буквата X, и тоа било крст, и тука ги граделе пирамидите. Читате, а не дочитате. Уште еден доказ, најстариот пронајден доказ, златен простен, со символот на крст, кој што ни го докажува постоењето на етерот
и 4 елементи кои што се врзани со етерот. Каде е овој златен прстен, Влашко лоби и ти Паско Кузман, кои што имате за цел создавање на Византија, заедно со центарот на Опус Деј Ватикан, Поп Зоки или такозвани Партении и Јован Бигорски. За сите оние кои бараат докази, овие ритуали за вистината на Македонија се правени во катакомби, настрана од римјаните, и за кои што 300 години од Исус, па после тоа символот не бил крст, туку бил риба. Каде е овој прстен Паско Кузман, пронајден на територија на Кочанско од пајонска гробишта, во чија близина наводно треба да биде и гробот на Александар? 4С. Вистината за најстариот доказ што денеска ја присвојуваат нашите соседи Срби. Најстар пронајден доказ на 4С. Уште на символика поврзана со етерот. Каде е овој златен прстен, кој што докажува вистината на древните пајонски цареви, дека се основен столб на Филип и Александар, а вие денес ги злоупотребувате, ги крадете и ги носите во неповрат за да создадете некоја лажна Византија која што никогаш не постоела. Или во превод, тоа би била голема вахија. Каде е овој златен прстен, пронајден во Кочанско? Паско Кузмане, ти, член на Влашкото лоби и член на уништување на Македонија, непријател број 1 на Македонија. Погледнете го овој златен прстен со скапоцен камен. Доказ и аргумент на голем и висок свештеник. Јас би рекол, како денеска што е 2 пати Господин, 2 пати Бог Стефан. Каде е овој прстен Паско Кузман и Влашко лоби кои учествувате во уништувањето на локалитетите во Македонија и пренесувањето на истите овие во Грција, како тоа што го правеше владиката Петар Јован Вранишковски во минатото, каде што сите икони од вистинскиот лик на Исус се однесува во Грција и Албанија, а ви го донесува денес и ви ставија во црквите лик на Исус црномурес, со персиско брадиче и со црни очи. Каде е овај златен прстен Паско Кузман? Аргумент и доказ за Водолија, за символиката на Водолија и како е представена водата како извор на живот на се. Златен прстен со символика на Водолија и на водата. Уште еден доказ и прстен исчезнат од депото на Музеот на Македонија. Каде е и овај прстен со најстара символика поврзана со Водолија? Паско Кузмане. Со овој прстен малку повеќе ги се задржиме, затоа што е многу стар и потекнува на еден голем пајонски цар, кој што е споменат во најголемите битки и го има името Леон, или спартански цар. Го гледате лавот и тој е доказ на печетот на спартанскиот цар Леон, кој што сите вие го знаете од 300 спартанци, а никој не знаете каде е погребан. Еве еден доказ за кој што Паско Кузман ќе ни каже утре. Каде е прстенот на спартанскиот цар Леон со лав и символот на созвездието на Плејадите? Уште еден доказ кој што од големо и суштинско значење, за да вие самите утврдите дали случајно денес стамбени комплекси се прават на големи локалитети во Кочани и Кочанско, кој што се наоѓа во близина на ова пајонска гробишта, и дали Паско Кузман заедно со Мијалков или Бетонштип или заедно со Делта градба на Ванчо Деликатес и паужината Оливер
се во потрага по гробот на Александар Македонски во Кочани. Со изградбата на овие стамбени комплекси и со сето оно што се прави против Владо Павлов. Одлучете вие, македонци. Јас мојата карма ја чистам и јас ја раздолжувам пред Бог. А вие, дали ја чистите или не, вашата е ваш проблем. Каде е овај прстен Паско Кузман и Влашко лоби од спартанскиот цар, кој што вие го знаете од 300 спартанци и го носи името Леон и е негов печат со символот на лавот кој што живеал во древна Паонија. Доаѓаме уште до една вистина, до еден прстен кој што е многу стар и ја представува звездата Венера, како што ни е денес нашето знаме осумкрако. Паско Кузман, каде е овој прстен со најстар доказ од пајонски цар кој што го носел и е погребан во пајонска гробишта со денешното знаме на Македонија, символот на Венера, осумкраката звезда, сонце. Каде е овој прстен Паско Кузман, трети убиван после Ванчо Деликатес и Бетонштин Мијалков во Досторничкото здружување, а во наредниот период сите нивни потрчковци ги имате со име и презиме, судии кои што имаат пола милион евра на контото, извршители и јавни обвинители, лица кои што биле до Владо Павлов, лица кои што се до блиски соработници на неговите пријатели, па дури и сопрузи на мои лични пријатели кои што учествуваа во ова големо злосторничко дружување против вистината за Македонија. Каде е овај прстен Паско Кузман? Погледнете го и овај прстен со голем смарак кој што нема нешто кој што е поскапо од сено денес. Прстен на голем свештеник кој што ги одржувал сите онија погребални ритуали и онија почит и онија кои што биле со голема и пред онија со кои што биле нивниот народ со голема почит. Каде е овај прстен Паско Кузман? Те прашува Владо Павлов. Не зборувам повеќе фаланга затоа што денес ни Ф буквата нема од фалангата. Денес она фаланга кој што започнав да ја создавам пред 20 години стана смеја поради сите онија кои што им ги купија душите и се продадоа за тендери, за станови да им дадат, за председатели, за работа, за повеќе слики да цртат и не знам што ли не. Каде е овај прстен Паско Кузман? Те прашува Владо Павлов како доказ дека ова злосторничко дружување не е случајно против Владо Павлов и се оно што се случува овие 2 децении. А прашајте го и вие, македонци мои, затоа што од 23 март започнуваме со протести за враќање на сите артефакти во Македонија, а продадени од Влашкото лоби и Паско Кузман. Погледнете го Лилјанот, погледнете го овој символ на царство Македонија, кој што исто така ја символизира пчелата, матицата, кој што исто така го символизира етерот. Каде овај крунисан доказ за царството Паско Кузмане? И дали и овај клучен артефакт за вистината на Македонија, кој што е поврзана со Ематеа, и сите овие символи на Ематеа денес се искористуваат за создавање на некоја Византија која што никогаш не постоела, а тоа значи голема Вахија. Каде е Паско Кузман, овај крунисан доказ за македонската царствина во Кочанско? Погледнете ги сите овие аргументи и докази на етерот и на сето оно што ние го знаеме денес и е поврзано
со старото древно писмо на кои не. Каде е и овој златен прстен Паско Кузман, трет и ловиран во злосторничкото здружување против Владо Павлов? Ова е аргумент и доказ како е пронајдена гробницата на Пердика први. Ова е аргумент и доказ за постоењето на најстариот амфитеатар, за постоењето на најстариот обеликс на земјината сфера, од овај локалитет црквиште, од ова место пајонска гробишта, а во чија близина треба наводно да се најде и гробот на Александар. Па затоа Кочани треба да биде швајцарско сирење од бетон штип и од делта градба. Ама на тој пат им смета Владо Павлов. Удрете сите против Владо, сите кои што имате за цел да се нафатирате на сметка на мојата и вашата Македонија. Погледнете ги овие аргументи. Погледнете го герданот на Пајонска со месечев камен, со смарагди, со не знам какви ли не кристали, со школки кои што потврдуваат за езерото древно прасијатско кое што било на територија на денешно Кочани. Каде е овај гердан Паско Кузмане, на ова пајонска царица која што е столб на македонизамот? Уште еден доказ се враќаме со докази и аргументи за 4С, дека не е српски символ, туку е символ на древното пајонско царство и символ кој што е поврзан со етерот, божеството на древните пајонци и македонци. Каде се сите овие докази и аргументи за древната пајонска гробишта кај што се погребани безброј пајонски цареви и каде што е врзнив била поворката и донесувањето на телата каде што се изнасале ордените негови, со докази и аргументи дека Ајгај Еге Паско Кузман не е град, туку е некропола, каде што и телото на Филип е донесено во ова пајонска гробишта и представено со златната кочија, која што кочија златна е синоним на мојот град Кочани. Погледнете ова убавина. Погледнете го целиот универзум и тајната на древните пајонски цареви кои што ја знаеле. Погледнете го прстенот кој што ги докажува браќата Кастор и Полукс, двата близначки пламена, денес Михаел и Гаврил. Каде е овој златен прстен Паско Кузман Митрадито од Албанија, уништувач на се што е македонско и покренувач заедно најпрво со една еврејска градежна фирма, а денес со повеќе градежни фирми во потрага по гробот на Александар и градење на стамбени комплекси во кој што на тој пат ви застанува Мијалков, Ванчо Деликатес и Паско Кузман Владо Павлов и удрете колку што можете најсилно. Македонци, од утре после овие тројца иловирани, ќе ги имате сите судии, ќе ги имате сите лица со име и презиме, кои што учествуваат во ова злосторничко дружување за разнебитување на Македонија и мојот град Кочани и сите локалитети на кои што треба да има стамбени комплекси за да ова вистина остане во Грција. Ова се докази и аргументи од пајонската гробишта, која што е поврзана со древниот град Ајгај Еге, за кој што вчера ви кажував, и артефакти каде што денес нема ниту еден, и затоа ќе организираме протести пред музеот на Република Македонија во Скопје. Уште еден протест ќе има пред УВР Кочани, затоа што повеќе немаме трпение и се сомневаме дека символот на ова светилиште од Дион, свеќето на животот, кој што ја представува светлината, повеќе не е и во депото на УВР Кочани. Погледнете ги. Погледнете ова убавина на пајонска царица.
некој денес или во иднина ќе ја представува како влашка принцеза. Уште еден доказ и аргумент за символот на крст, кој што ни кој што ни го дава животот и онаму каде што се спојува хоризонталата и вертикалата е етерот и четирите елементи, за кои што Димче Велишки трагаш по пирамиди, на кој што Владо Павлов пред 20 години го започна својот пат за пирамиди во Македонија, ви кажува два снопа каде што ќе се споиле од сонцето, таму се правил крст и таму се граделе пирамиди. Ова представа, македонци мои, е представа на Светиот Грал. Каде е овој златен прстен, Паско Кузман? Со ова представа на Светиот Грал те прашува Владо Павлов. Уште еден доказ за големата мајка. Најстар пронајден прстен златен со символ на големата мајка. Каде е овај прстен, Паско Кузман, кој што докажуваат нашата древна Ематеа, каде што не случајно Архелај први во древна Ематеа го изградил градот Ајгај Еге, и каде што не, како што велите сите вие дека е град, а јас единствен во целиот свет тврдам дека Ајгај Еге не е на територија на денешна Грција, туку е на територија на денешна Македонија во Коченско и е некропола, тоест пајонската гробишта. Каде е овој златен прстен, Паско Кузман? А сега ќе дојдеме до таткото наш, до таткото на нашата нација, а 90% македонците го заборавивме и плачеме за очиво Тито, заборавајќи го нашиот татко Филип. Каде е овај крунисан доказ, Паско Кузман, за нашиот татко Филип, каде што стои името Филип II? Те прашува Владо Павлов. И вас, влашко лоби, посебно вас, знакови дзикови, кои што сте чајата на влашкото лоби поради вашиот инцест и вашите бракови, каде што фамилиарно со ваша крв се уште се мешате, а не сте како мене и како останатите власти кои што се мешаат со македонска крв, за да не ичезне и ова римска крв која што во Македонија и на Балканот е дојдена од Тоскана, Италија. Каде е овај крунисан доказ за поврзувањето на Филип со Кочени и Коченско, Паско Кузман, на кој што стои името Филип II? А сега ќе дојдеме до вистината за почетокот на христијанството. Символот ја представува рибата. А вие, не знам дали знаете, првите 300 години немаме крст. Главниот символ на христијанството е риба. А ова е најстар пронајден доказ со прстен риба. Еве го прстенот на спартанскиот наш цар Леон, златен, каде што го има лавот и со звездите на Плеадите, за кој што треба цела Македонија и цел Балкан да стане и да го бара кај Паско Кузман. Погледнете ова убавина. Убавина на сонцето, на сончевиот систем, на планетарниот систем, а ние ги правиме дека живееле во камено време. Погледнете го овој прстен со два браќа Кастор и Полукс, близнаци. Сите овие докази, сите овие аргументи, а најмногу ова видео го завршувам со овој прстен, кој што шематски ни ги признавува, кој што шематски ни го представува Светиот Грал и вистината за крстот и вистината за етерот,
И те како сите значени артефакти поврзани со ова населба, вистината за Ајга Еге, како некропола, како пајонска гробишта, треба да бидат вратени. Го повикувам Тино, премиерот на Република Македонија. Го повикувам Тошковски да преземе активност за враќање на името на Македонија со клучни докази дека ние имаме право да се викаме Македонија, со овие докази за пајонската гробишта, некрополата Ајга Еге и во чија близина се трага по гробот на Александар и моје кочани се праве швајцарско сирење од бетон штип, со Мијалков и Делта градба со Ванчо Деликатесо и Оливер Паужина. Уживајте во овие убавини кои што кој знае каде се денес. И овај крунисен доказ за постоењето на Филип во Кочанско. Уживајте. Погледнете. Црни диаманти, месечеви камени, аметист. Погледнете во што уживале нашите пајонски царици, кои што денес некој ќе вели дека ова е од некоја влашка принцеза од Византија. На чии темели треба да воскресне некоја лажна Византија. Да завршувам ова мое видео со овој прстен и древно писмо кујне на кој што стои Спасителот, исто така пронајден во некрополата, каде што до ден денес секој папа во Ватикан има прстен риба и кога умира се крши со сребрен чекан. И овај папа сега денес исто има прстен риба. А најстар пронајден доказ е некрополата Ајга Еге во Кочанско или пајонската гробишта. Каде е овај златен прстен Паско Кузман, кој што докажува за почетокот, за првите денови од христијанството и символот риба на кој што стои името Спасител? Каде е овај прстен Влашко лоби кој што настанавте од Цинци Легија ди Рома и кој што сакате на овие темели, на ова вистина за древната пајонска култура кој што е основен столб на македонизамот, да ви биде основен столб за голема Влахија или лажна Византија? Каде е овај златен прстен Паско Кузман како доказ и аргумент за вистината за Кочани дека и најстарите катакомби биле овде, дека и имаме аргументи, некој би го поврзал овај златен прстен и со апостол Петар, кој што првиот е оној кој што носи прстен после Исус, риба, на чии темели е заснован денес Ватикан. Каде е овај прстен златен Паско Кузман за првите денови после христијанството и доказ дека символот на христијанството не е крстот во првите 300 години, туку дека е символот риба? Ајде, македонци, дознајте дали е случајно ова злосторничко дружување против Владо Павлов, каде што од сите страни им ги разнише троновите на влашкото лоби и денес, наместо да ја раздружуваат својата карма заедно со сите нас, тие се спротивставуваат новија вистини кога треба повторно да воскресне Македонија на деновите кои што се денес блиску за повторното доаѓање на Исус. Изборот е на влашкото лоби кој што денес нема потомство поради она карма кој што со милениуми се прави против Македонија и се уште памет немаат, али тоа си е нивно право. Јас сето оно што ми го прави ова злосторничко дружување го прифаќам со љубов, а од утре започнуваме со име и презиме на судии, на адвокати, на лица кои што учествуваат во ова злосторничко дружување, после овој триаголник кој што го имате пред вас: Сашо Мијалков, Ванчо Деликатес и Паско Кузман,
и потрагата која што е во Кочани по гробот на Александар, кој што треба да е во близина на некрополата Ајга Еге, вистината за локалитетот Црквиште, Пајонската гробишта, кој што ја премолчуваат сите пред вас, а сите овие клучни докази за нејзе, за некрополата, се исчезнати со дух, ум и фанатизам за Македонија. Изборот е ваш. Дали ќе ја сватите вистината за Македонија или и понатаму ќе верувате на овие злосторници кои што работат на уништување 2000 години на секој македонец што потекнува од Клеопатра VII, од Филип и Александар, а денес центарот на Опус Деј, на Ватикан, кој што оди со уништување на светата крив македонска, е Јован Бигорски и Попзоки, такозвани партени. Најголемиот доктор и психијатар, кој што сигурно има лиценца од Министерството за здравство да лекува лица кои што се уживатели на дрога. Не мора да ги лекуваме нашите деца Попзоки. Не мора никој да биде психијатар. Не мора никој да има лиценца. Ако ја воскреснеме вистината за Македонија, јас, мајки и татковци тврдам дека ниту едно дете ќе се дрогира утре, затоа што ќе знае кој е, затоа што ќе знае што е и затоа што ќе знае зошто ќе живее. А вака, ние родителите ги оставивме на улица, а на улица хараат наркодилерите и лажните доктори како партени. Да живее Македонија! Уживајте во ова убавина и докази и аргументи за Ајга Еге, дека е во близина на Кочанско и дека е некропола, а не град, каде што били изложувани и телата на македонските цареви и каде што се правеле погребалните ритуали, а не и погребувања на македонските цареви. Sam rekao nikad glasno i možda sada za sve je kasno. Samo sa tobom ljubav sam hteo, za život ceo, svete moj. A sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me nije bilo lako. Ne ostavljaj me samog sada tako, znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni do kog nije mi ovako stalo. Možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me nije bilo lako. Ne ostavljaj
samo sada tako. Znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni do kog nije mi. Ovako stalo, možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju. I kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Не ви се плашам дзикови накови, не ви се плашам мијалкови, не ви се плашам деликатеси, не ви се плашам Паско Кузмановци, не ви се плашам Паужина Оливеровци, затоа што знам зошто Бог бара Македонија да воскресне, а вие не сте богови, не сте ни бактерии пред очите на Бог. И на микроскоп да ве стави Бог не ве гледа. Помнете и не заборавајте, македонци. Живот цел, свете мој, а сада суза ми лице кваси, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me, nije bilo lako. Ne ostavljaj me samog sada tako. Znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni do kog nije mi. Ovako stalo, možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju. I kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Ова беа докази и аргументи зашто Кочани е швајцарско свирење и дали случајно овие две градежни фирми учествуваат во ова злосторничко здружување против Владо Павлов и дали случајно овие две градежни фирми една меѓу друга имаат битка и се во потрага под капата на Паско Кузман за пронаѓање на гробот на Александар и негово замаскирање и врз него градење на стамбен комплекс, затоа што со овие докази денес ви докажав дека Ајга Еге не е на територија на денешна Грција, дека таа е некропола и дека тоа е Пајонската гробишта. А сите тие знаат дека во близина на Пајонската гробишта, тоест во близина на Бакарното гумно, каде што Соломон го градел Соломоновиот храм, а денес ЦИА и Америчка амбасада го заштитија со реновирање на споменикот од НОП, кој што нема ни Н буквата од НОП, а е представена целата Библија, целата вистина, што било, што доаѓа и што ќе се случи по сликата на мозаиците. И затоа не случајно ова хајка која што се спроведува организирано, како и овие артефакти,
за кои што одговорно тврдам дека ако ги нема во музеот на Македонија, треба да ги бараме од денешна Грција или онаму од каде што сите овие се борат за живот на јужниот сосед, а јужниот сосед, тоест Грција, треба да живее на сметка на смртта на денешна Македонија и на сметка на нас македонците. Нека одлучи Бог, или јас, или Мијалков, Ванчо Дрикатес, Оливер и Паско Кузман. Од утре очекувајте имења и презимења на сите инволвирани во ова злосторничко дружување се под капата на овие тројца кои што работат на градење на стамбени комплекси, а при тоа, иако се може, да се најде гробот на Александар. Да живее Македонија!